Радио Полиграф со Дејан Андоновиќ. Кога вистината зборува, човекот слуша. Демистифицирање на глобални, регионални и локални актуелности кои влијаат врз граѓанинот. Секоја сабота од 11 часот. Радио Полиграф на Радио Слободна Македонија. Добар ден, почитувани слушатели, вие сте на фреквенцијата на Радио Слободна Македонија. 11 часот, време за најновата емисија насловена како Радио Полиграф. Ова емисија е замислена како едночасовна дебата која оди во живо. Во неа учествуваат гости, стручни лица, аналитичари, политичари, со кои ќе разговараме и ќе ги анализираме најактуелните теми од Македонија, регионот и светот. Радио Полиграф со Дејан Андоновиќ. Сабота, 11 часот. Одиме веднаш со денешната тема, посветена на обвинувањата за криминал, корупцијата, за негрижа за граѓаните, за нивното здравје и безбедноста на храната. Во предизборие сме и сакале или не за жал, сведоци сме на изречени обвинувања, препукувања, манипулации, но и факти. Денеска гостин во студиото на Радио Слободна Македонија е директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Зоран Поповски. Од него денеска ќе побараме одговор на неколку прашања за кои беше прозвана институцијата која ја води. Покрај јавните прозивки во наредните 51 минути ќе проговориме и за она што се случува реално на терен, за августовските поплави, за болеста, јазлеста кожа која летово крена многу прашина, но и за соработката со граѓаните и бизнес заедницата. Радио Полиграф со Дејан Андоновиќ. Кога вистината зборува, човекот слуша. Демистифицирање на глобални, регионални и локални актуелности кои влијаат врз граѓанинот. Секоја сабота од 11 часот. Радио Полиграф на Радио Слободна Македонија. Токму така, гостин во студиото на Радио Слободна Македонија денеска директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Зоран Поповски. Господин Поповски, добар ден. Во изминативе денови сме сведоци на низ обвинувања адресирани на сметка на Агенцијата за храна и ветеринарство. Последниот случај се однесува на увезениот пијалок Ламар, за кој техничкиот заменик министер Љупчо Николовски ја обвини вашата институција дека пуштала во промет пијалок кој не е безбеден, односно кој директно атакува на здравјето на младите. Во последниот период и веќе очигледно е дека атакот кон Агенцијата за храна и ветеринарство е насочен од политички аспект, бидејќи досега сите оние наводни критични работи кои беа изнесени во јавноста во делот на работењето на Агенцијата за храна и ветеринарство не беа подкрепени со ниту еден релевантен доказ и сигурно ние како агенција кои совесно се вршиме и професионално работата ги демантиравме во секој сегмент. Значи господинот Љупчо Николовски има единствена цел да манипулира со јавната свест и да ги искажува своите невистини и невистините на неговиот тим во делот на безбедноста на храната со цел, како што знаеме, да добијат некои ситни политички поени и да ја променат, да го променат она јавно мислење за функционирањето на системот на безбедност на храна во Република Македонија, со што во сите овие обиди му беа неуспешни, бидејќи ние докажавме и сме сигурни во нашето работење, во нашата професионалност, дека системот, дека агенцијата е професионална и дека системот за безбедност на храна и ветеринарство функционира на големи, на високи професионални рамки. Во делот на последното случување, како што наведовте со пијалокот Ламар, исто така тука ќе кажам дека нивната непрофесионалност, нивната нестручност на Љупчо Николовски и неговиот тим, бидејќи во неговиот тим не поседува ниту едно стручно лице од областа на безбедност на храната, ниту тој самиот знае што представува безбедност на храна, туку само ги лиферува, да кажам, информациите во етерот, во јавноста, непроверени, нестручни и повторно се најде во самата замка да се потврди како еден непрофесионалец, еден непознавач на оваа област, можам да кажам и човек кој е истакнат во редовите на СДСМ, кој претендира да го води земјоделието и безбедноста на храната, со тоа самиот значи се демантира во делот на она што можат како кадар да го испоратат
врачаат во идниот период доколку они би можеле да раководат со овој сектор и самите се докажуваат дека овие луѓе кои им се најдобрите луѓе кои можат да ги имаат во своите редови, дека земјоделието и дека безбедноста на храната би било на најниско можно ниво доколку тие можат да го раководат. Еве ќе објаснам накратко околу последното случување, последните обвинувања да кажам околу пијалакот Ламар, спорниот наводно спорен само за него пијалак кој регуларно значи е увезен во Република Македонија. Тоа е еден пијалак каде што има во него 5% алкохол и концентрација на кофеин од 240 милиграми на литар, со тоа што според моменталните законски рамки и тој пијалак е одобрен бидејќи нашите законски рамки, нашите закони и правилници се усогласени со оние на Европската унија. Она што тој го тврдеше спорно во кај овој пијалак е наводниот резултат кој е добиен од Институтот за јавно здравје, каде што убаво пишува дека концентрацијата на кофеин е 247 милиграми на литар, а според правилникот, кој е повторно ќе кажем усогласен со Европската унија, секоја пијала кој има над 150 милиграми кофеин на литар треба да биде означен со висока концентрација, со висока содржина на кофеин, што тоа беше на самиот пијалок направено, напишано, така да тука во овој пијалок нема ништо спорно, туку само да кажам дека неговата нестручност и неможност да ги протолкува ниту напишаните правилници кои се во функција во Република Македонија, да може самиот да ги протолкува кој секој граѓанин може да отвори, да прочита во самите правилници дека тоа јасно пишува во делот на дозволените, кои се дозволени супстанции, кои се максималните количини, тоест како треба да се означат истите. За него да го направи случајот уште по да кажам по актуелен, наводно посочи на она концентрација на алкохол и на кофеин во самиот производ. Тука би сакал да појаснам што представува таа комбинација, бидејќи истиот се држи до она мислење на самиот резултат, каде што е наведено дека концентрацијата на алкохол и на кофеин не е добра за здравјето на луѓето. Само за споредба, едно 5% алкохол во 250 милилитри значи шише не представува никаков проблем, бидејќи народот кај нас може да испие и пие, значи пијалаци кои содржат 30 и 50% алкохол во многу поголеми количини. Традиционално, да. Знаеме дека ние на мезена салата во друштво можеме и многу да испиеме многу појаки пијалаци алкохолни, а додека концентрацијата само за споредба на кофеин би кажал дека тоа е 1,5 шолја на кафе содржина на кофеин. Значи оваа концентрација која ја содржи самиот пијалок не представува никаков ризик по здравјето. Да, би се согласил доколку концентрацијата на алкохол би била многу поголема и доколку концентрацијата на кофеин би била многу поголема, во тој случај треба да се разгледаат стручни тимови, стручни екипи со издржани стручни и научни истражувања или публикации каде што ќе може да се докаже наводната концентрација на алкохол и кофеин врз штетноста на здравјето на луѓето. Само да кажеме дека овој пијалок е се уште во продажба, не е повлечен, значи е слободен нели на пазарот и дека овие обвинувања и параметрите вие сметате дека не се опасни, нели, дека тие обвинувања кои ви ги упати вашиот нели кој го упати Николовски не се вистините. Значи пијалокот е еднаш увезен во Република Македонија и тој е потрошен. Моментално значи го нема во продажба од таа причина што е веќе потрошен и тој пијалок не се увезе пак, претпоставувам. Тој не знам кои се намерите на увозникот, но тој пијалок до сега го немало во продажба, во малопродажба во супермаркетите, него беше исклучиво наменет по информации, по контролите кои ги направивме само во оние делови во Гевгелија каде што се значи оние да речам казина каде што луѓето конзумираат најчесто и такви пијалаци, нели алкохолни жестоки пијалаци, да.
Да се префрлиме на второто прашање, доста за пијалокот бевте нели јасни. Многу препокување имаше летово на тема болеста јазлеста кожа за исплатата на ветеринарните друштва и вие сте како институција нели одговорни за безбедноста на храна. За јазлеста кожа ми е прашањето, имавте тука обвинувања, имаше разни препокувања од страна на опозицијата дека јазлеста кожа нели влијае врз здравието и на луѓето. Повторно ќе кажам, за жал, нивната неконструктивност, нивната неинвентивност, нивната нестручност се доведе да во јавноста пласираат повторно невистини, значи да манипулираат со луѓето само за нив познати причини, но еве знаеме дека веќе и се откри кои се причините нивни за да внесуваат немир и страв кај луѓето. Првенствено веќе се и одамна прочитани дека реагирајќи во делот на безбедноста на храната сака да допрат кај многу луѓе, бидејќи знаеме дека сите сме засегнати од безбедноста на храната и секој човек го интересира тоа и само така може да допрат кај поголема популација на луѓе, но повторно работењето на агенцијата, моето работење, професионалноста на тимовите кои ги имам, искуството на луѓето кои се вработени во агенцијата, меѓународните контакти докажа дека ние во справувањето со болеста во регионот сме на многу високо ниво. Не би сакал да се пофалам дека најдобро се справивме со болести, иако тоа ни беше потврдено од меѓународните организации, но сепак ќе кажам дека справувањето со болеста беше на едно највисоко професионално ниво. Еве сега и преземените чекори, нели, за тоа бевте обвинувани дека преземате погрешни чекори во справувањето, нели, со последиците од јазлестата кожа, од болеста јазлеста кожа, како го ведете. Да, имаше многу обвинувања кои подосна со нашето работење, сите тие обвинувања можам да кажам дека паднаа во вода, дека ништо не беше издржано, можам слободно да кажам дека нивната неконструктивност и нивното сеење на страв по меѓународот само направи дополнителни штети, што ќе го образложам и понатаму во нашиот разговор, но првично би сакале да кажам дека со болеста јазлеста кожа веќе немаме случај на болеста јазлеста кожа, дека се спроведе сите мерки навремено. Да, тоа ми беше прашањето, дали ќе има ревакцинација за идната година за да не се повтори болеста. Оно што е важно за нашите слушатели, за сите нас, е дека е храната безбедна по тоа прашање. Затоа и прашувам дали досегашните чекори кои ги преземавте и дали у иднина планирате превентивно да преземете чекори за болест евентуално не се повтори. Она што го спомнавте дека и што јас добивав многу често и се зачудував на прашањата на новинарите е честото прашување дали храната, тоест дали производите од добиени од заболени животни или оние животни кои се во близина на заболените животни може да се користи. Сето овие прашања индицира на она што опозицијата го кажуваше на терен дека млекото и месото се небезбедни за луѓето, а јас тоа уште на првата пресконференција кога се појави болеста во Република Македонија, јасно кажав дека болеста не е зооноза, значи не се пренесува на луѓето преку храната, тоест преку месото и преку млекото, но нивната намера беше таа да сеат страф и да направат проблеми, а проблемите и одговорноста, јас тој го кажав, ќе треба да сносат бидејќи неколку млекари престанаа со откуп на млекото во тој момент во регионите каде што се појави болеста и самите сточари останаа без откуп на млеко, што им нанесува штети финансиски на самите сточари. Во делот на прашањето за вакцинација, тоест ревакцинација на добитокот за болеста јазлеста кожа, тука ќе кажам дека ние имаме набавено одреден дел на вакцини кои се планирани за ревакцинација, но она што можам да се пофалам е тоа дека со нашето успешно справување со болеста беше препознаен од европските и светските фактори. Да ве копира и другите нели сродни агенции од земјите во Европа, дури самата Европска унија најави дека вие најавивте нова регулатива за справување со болеста и дека Европската унија ќе вгради дел од мерките кои ги преземавте вие.
Да, беше препознаено Односно ние као држава. бидејќи болеста за прв пат се појави на Балканскиот полуостров, за прв пат влезе и на европскиот континент. Она што ние успеавме да го направиме, не успеа ниту грците, ниту бугарите. Болеста влезе токму од Грција и од Бугарија и најголемиот удар беше во Република Македонија, што знаеме дека во источниот дел ситуацијата беше многу тешка. Но сепак сите тимови, сите стручни тимови кои беа пратени од Европската унија, но и од Организацијата за здравствена заштита на животните во светски рамки, тоа е ОИЕ организацијата, констатира дека справувањето со болеста и преземените мерки се на многу високо ниво и дека истите мерки одговараат на, бидејќи болеста за прв пат се појави, до сега немаше вакви конкретни мерки како треба да се справува. Значи ние мерките кои ги правевме во Република Македонија беа нови мерки кои дадоа најдобар резултат. И истите Европската унија и Светската организација за здравствена заштита на животните ги видоа, дојдоа тука да видат како ние се справуваме, беа и во другите држави, но моделот кој го направивме ние беше најадекватен за справување со болеста. Истите овие голем дел од мерките кои ги направивме беа во предлог мерки за изменување на регулативата во делот на јазлеста кожа, а сето ова резултира на моје барање и на моја иницијатива да издействуваме од Европската унија, од Европската комисија дополнителни вакцини кои ќе ни бидат дадени, вакцини, значи бесплатни вакцини за да извршиме ревакцинација на болеста јазлеста кожа, бидејќи не препозна во квалитетното работење и само така они дозволува да дадат нешто кое може да се користи понатаму, бидејќи мора да се потврди за секоја мерка, за секоја вакцина каде како е искористена. Одиме со кратек блок реклами, па се враќаме подоцна во студиото да продолжиме интервјуто. Радио Полиграф со Дејан Андоновиќ. Сабота, 11 часот. Се враќаме назад во студиото на Радио Слободна Македонија. Мој гостин денеска е директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Зоран Поповски. Продолжуваме на тема храна и безбедност на храна. Оно што е многу чувствително, освен месните и млечните производи, е секако и зеленчукот. Вас ве обвинија, односно не вас, него институцијата која раководите, дека ги цитирам, труете граѓаните со отровни краставици и дека не правите ништо што е во ваша надлежност за да им помогнете на поплавените во Скопско, прво околу безбедноста на зеленчукот и пред се краставиците, бидејќи кај нас традиционално тие многу се конзумираат, па колку се безбедни и колку се точни овие обвинувања? Со овие примерно обвинувања повторно потврдивме и ја докажавме нивната нестручност, непрофесионалност, неконструктивност и нивните задни намери. Значи овој пример беше еден класичен пример на можам да кажам подметнување на еден случај кој што не успеа да помине ниту кај нас во агенцијата, ниту кај јавноста. Тука ќе образложам малце подетално што конкретно се и што представуваше овој случај и како беше представен од страна на опозицијата во јавноста, а ние секако со факти го демантиравме овие невистини, ги демантиравме. Пред се би сакал да кажам дека краставиците кои беа донесени од страна на опозицијата во Државната фитосанитарна лабораторија беа земени наводно од Кванташки пазар од лица, произволни лица кои наводно ги купиле за да ги донесат на контрола. Првенствено, постапката и процедурата не дозволува било кој да земе примерок од било која храна и да донесе на анализа, токму поради манипулации со овие производи. Значи, не можеме да сме сигурни дека во текот на транспортот, во текот на земањето на примероците, во оној период од носењето од примерокот до лабораторијата, дека нешто и може да му направат на истиот. И потеклото, нели? Потеклото можеме да кажеме дека од поплавените подрачја или дека не од поплавените подрачја. Токму така, тука би сакал да кажам дека единствено официјален инспектор на Агенцијата за храна и ветеринарство може и има право да земе примерок од храна и да донесе на лабораториска анализа
додека сето друго се не се прифаќа, бидејќи не можеме ние да веруваме ниту системот за безбедност на храна е концепиран било кој да земе храна и да однесе на лабораториска анализа и да докаже дека некоја храна е небезбедна. Бидејќи така се отвараат сите оние манипулативни процеси на докажување, на нестручно и несовесно докажување во делот нели на подметнување на резултати, подметнување на примероци, саботажа, неконкурентност, нелојална конкуренција, значи може конкурентски производители на краставици или конкурентски производители на било кој прехранбен производ да земат наводно тој производ во меѓувреме да му направат некој третман несоодветен и да го достават на лабораторија. Што концептот и функционирањето на безбедност на храна го има исфрлено и тоа не функционира во Република Македонија. Затоа, уште од првиот чекор, нивната постапка е сосема погрешна, нивното наводно зимање, купување на краставици, земање и носење до лабораторија е потполно неприфатливо за системот на безбедност на храна, затоа и постојат инспекторите, затоа и се овластени инспектори, затоа се обучени инспектори, затоа и се лиценцирани инспектори, за да можат да земат примероци и да ги донесат во лабораторија. Тоа е едната работа, а нивната нестручност, неспособност, поготово неспособност, се докажа кога ги добија резултатите, кога резултатите излегува од лабораторијата, каде што истите резултати покажаа дека наводниот пестицид, тоест резидуи од пестициди, покажаа дека се 25 пати помалку од максимално дозволените концентрации, но бидејќи беа спремни да докажат дека краставиците имаат два пати наводно поголеми значи поголема концентрација од истите резидуи на пестициди, излегува во јавноста и јавно ги лажира резултатите од, тоест ги презентира резултатите од лабораторијата, каде што на истите резултати беше наведено официјалниот резултат кој што беше 0,02 милиграми од наводниот пестицид, а они го презентира како наводно два пати повеќе, бидејќи беа спремни, очекуваа дека ќе добијат поголеми резултати, бидејќи во оној период истите ние се сомневаме дека манипулирале со краставиците. За жал се покажа дека се неспособни да исценираат ниту еден ваков случај каде што може значи да кажат во јавноста, да прикажат дека земале небезбедни краставици. Тука би сакал само уште една подкрепа да кажам во делот на безбедност и контролата на краставиците, бидејќи сакам да ја прашам дали вашите инспектори излегоа на терен за да докажат дека не е така и дали добивте нели резултати за да укажете дека освен тој ситен нели инцидент би го нарекол со доставувањето на тие краставици, вие веројатно излеговте на терен и докажавте дека тоа не е така. Самиот резултат од истите краставици кои тие ги донесоа покажа дека има 25 пати помалце, немаше потреба да се излегува на терен. А она што значи самиот резултат кој истите опозицијата го имаше и го представуваше во јавноста, на резултатот покажуваше дека има 25 пати помалце од резидуите од пестицид од максимално дозволените концентрации, но нивната неспособност, нестручност и непрофесионалност, тоест она што сакаа да го направат кај луѓето, значи да внесат страв, истите резултати они ги толкуваа во јавноста сосема погрешно. А подкрепата во делот на контролата на зеленчукот кој доаѓа од било каде во Република Македонија, независно дали е Албанија, дали е Косово, дали е Грција, дали е Бугарија или Турција или од било каде од светот, не може да влезе во Република Македонија без да се направат лабораториски анализи. И имавме ние големи реакции од страна на службите од Албанија, службите од Косово за држење на нивните пратки на овоши и зеленчук на граничните премини. Значи можам да кажам дека и дојде до тоа ниво, значи да се реагира на министерско ниво, на највисоко ниво, бидејќи ние работиме согласно нашите закони, согласно нашите правила и согласно она што значи безбедност на храната и здравствена заштита на луѓето, и сме спремни значи да ги контролираме сите пратки како што ги правиме, а додека реакциите на останатите земји од каде што се увезува храната беше јасно кажано дека ова го правиме за заштита на здравјето на
луѓето и ни една пратка која влезена во Република Македонија не е небезбедна. Сите пратки кои биле небезбедни биле вратени од земјите извознички. Добро, сега разговаравме нели околу поплавите кои се случија летос, повторно ќе се вратам на таа иста тема. Имаше големи материјални штети, човечки жртви, но имаше и угинат добиток, нели? Дали реагиравте на време, што презедовте да им помогнете на сточарите, на оние кои остана без добиток, но и на оние кои остана без храна за животните кои преживеа? Добро ли ја оценувате координираноста со ветеринарните друштва и со другите институции кои беа вклучени во отстранување на последиците од поплавите? Знаеме дека во оваа година во август месец се случи таа природна непогода, поплавата, каде што за жал имаше и човечки жртви, имаше големи економски штети и имаше и угинување на добиток кој стоеше, нели? Да, кој имаше угина добиток кој ние како агенција веднаш постапивме. Најпрво што направивме беше организирање на тимови кои ќе излезат на терен, а пред се давање на препораки до луѓето од овие поплавени подрачја во делот на безбедноста на храната, нели, првенствено во водата за пиење, понатаму во онаа храна која бидејќи немаше струја, знаеме дека храната која стои е лесно раслипива во фрижидери, не треба да се конзумира, поплавената храна да не се конзумира. Значи излеговме со еден сет на препораки веднаш после поплавите, а исто така формиравме и тимови кои веднаш излегоа на терен за да можеме да констатираме состојбата со угинатиот добиток и со храната за и добиточната храна. Насоките кои беа дадени беа веднаш во истиот ден сите детектирани угинати животни да може да се идентификуваат доколку е можно тоа и да можат нештетно да се отстранат. Успешноста на работењето во текот на поплавите докажа дека сите животни кои беа угинати од поплавите беа истиот ден собирани и нештетно отстранувани, но како се повлекуваше водата, се појавува и нови животни, водата носеше уште животни и ние во текот на неколку дена значи ги собиравме угинатите животни со цел да спречиме нормално ширење на заразите и да се идентификуваат животните што беа угинати. Би сакал тука исто така да истакнам дека на сите оние кои има животни, кои чуваа животни и каде што имаше и живи животни неугинати, каде што им беше исто така храната уништена или однесена од водата, ние излеговме во пресред да најдеме донации и да им донираме на луѓето храна за 20-25 дена, се додека нели не се санира целата ситуација, да можат животните да се прехранат. Значи ние обезбедивме од донатори и благодарност до донаторите за онаа храна која беше дадена, а ние направивме веднаш изреагиравме, ги направивме оние списоци на луѓе, бевме на терен, видовме кај кои констатиравме кај кои храната и каква е, во каква состојба и веднаш дониравме. Тука би сакал исто така ме прашавте за соработката со ветеринарните друштва. Како оценувате координираноста на ветеринарните друштва со другите институции околу санирање нели на последиците од целава оваа? Сите институции кои беа вклучени во поплавите функциониравме максимално професионално, максимално координирано, затоа имавме и волку успешна акција. Исто така тука добро и професионално успешно функциониравме и со ветеринарните друштва, но и со агенцијата за поддршка на земјоделието, која што прати тим да ни помогнат да кажам на еден начин да ги појачаме нашите тимови со цел да излеземе кај сите навремено за да можеме да констатираме и здравствена состојба на животните, но и фактичката состојба со храната за животните. Ви благодарам, одиме со вториот блок реклами, па се враќаме назад во студиото. Радио Полиграф со Дејан Андоновиќ. Сабота, 11 часот. Се враќаме назад во студиото. Мој денешен гостин е Зоран Поповски, директор на Агенцијата за храна и ветеринарство. Останува уште она да го отвориме како информација за отворените денови на агенцијата. Од кога е почната и како течат нели активностите на отворените денови? Агенцијата за храна и ветеринарство продолжува со кампањата на отворени денови.
Целта на овие отворени денови да бидеме поблиску до народот, до граѓаните, до сточарите, до компаниите, со цел да можеме да ги слушнеме, нивните сугестии, нивните идеи, да ги слушнеме доколку имаат и некој проблем да ни го кажат, да видиме, да најдеме решение за истите, да бидеме се поблиску до нив за да можеме и да го напредиме и нашето работење. До сега, еве, во овој циклус, втор циклус, да кажам, на отворени денови, многу работи, добивме информации, многу работи се променети, се подобрени, тоа се помогнато кај компаниите, кај сточарите, кај индивидуалните производители, и ние еве сега повторно продолжуваме со отворените денови. Веќе посетивме 3 града, тоа се Битола, Охрид, Ресен, и во план имаме да посетиме уште многу градови. Следните 3 градови кои ќе ги посетиме се Прилеп, Велес и Скопје. Повторно ќе кажам дека одзивот на луѓе е многу добар. Само малку, динамиката е секој четврток во неделата, значи секоја недела по еден град. Да, динамиката е секоја недела по еден град, за да можеме да постигнеме, да бидеме поблиску и доколку има потреба, по информациите, бидејќи ние имавме објавено во јавен оглас за отворените денови, за да можат луѓето да се запознаат, да се информираат и да се пријавуваат, но доколку интересот е многу поголем, ние можеме и динамиката на овие отворени денови да зголемиме и неделно да имаме, па можам да кажам и 2 или 3, доколку и 3 града, доколку има потреба од истето, но до сега, како што напоменав, ова е втор циклус на отворени денови и поминавме и претходно многу други градови во источниот дел на Република Македонија и додека не ги завршиме, да кажам на некој начин, останатите кои не стигнавме да ги посетиме градови, ќе настојуваме понатаму повторно да ги посетиме и сите други каде што првично бевме, со цел да видиме дали имаат уште некои идеи, некои сугестии да ни кажат. Или докаде се со сето тоа што токму така, докаде сме со сето она што сме го разговарале, да видиме дали е реализирано, докаде е реализацијата, така да ние сме отворени спрема сите граѓани на Република Македонија кои имаат интерес и кои се поврзани со работењето на Агенцијата за храна и ветеринарство, да ги сослушаме, да видиме, значи се она што има да ни го кажат, за да можеме навремено да реагираме. Добро, тоа се на внатрешен план. Оно што се однесува на надворешен план, како Македонија се бори на странскиот пазар со домашните производи, пласманот, квалитетот, присутноста. Ова прашање е и одговор на сите оние набедувања и убедувања и да кажам оцрнување на работењето на Агенцијата за храна и ветеринарство од страна на опозицијата, бидејќи храната која се произведува во Република Македонија е препознаена во светски рамки. Значи Република Македонија, компаниите во Република Македонија извезуваат во земјите од Европската унија, извезуваат во Соединетите американски држави, извезуваат во Народна република Кина, и еве овозможивме и да извезуваат на Евроазиската економска унија, значи во Русија, во Казахстан и останатите држави кои се во таа унија, едни огромни пазари кои не дозволуваат импровизација во системот за безбедност на храна. Гарант за квалитетот на производите, не би ги земале доколку не се квалитетни, предпоставувам. Да, тоа е точно. Сите овие држави пред да се извезе храна во истите испраќаат тим на експерти за да го видат функционирањето на системот на безбедност на храна во Република Македонија, за да ги посетат компаниите и за да дадат оценка дали и каква е храната и дали може да се извезува. И до сега еве ова е потврда за успешноста на функционирањето на бизнисот на сегментот безбедност на храна и за функционирање на Агенцијата за храна и ветеринарство. Веројатно квалитетот на храна и агенцијата со која ви раководите го направила и рейтингот и реномето на Република Македонија, нејзините производи добро да се пласираат и продават на странските пазари. Ви благодарам, господине Поповски, за денешното гостување. Радио Полиграф со Дејан Андоновиќ. Сабота, 11 часот.
Изминатиот час ја следевте емисијата Радио Полиграф. Автор и водител на емисијата Дејан Андоновиќ, техничка реализација Далибор Зафировски. Продукција Радио Слободна Македонија, сабота 29 октомври 2016 година. Пријатно попладне. Радио Полиграф со Дејан Андоновиќ. Кога вистината зборува, човекот слуша. Демистифицирање на глобални, регионални и локални актуелности кои влијаат врз граѓанинот. Секоја сабота од 11 часот. Радио Полиграф на Радио Слободна Македонија.